Предмет со истечен рок за водење било каква постапка, незаконито поднесен од неовластен тужител. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски смета дека судскиот процес за Талир 2 е политички монтиран случај. Партијата во предметот не е во улога на обвинет и не може пресудата да се заснова на одземање на имотот на ВМРО ДПМН. Тој обвинува дека во случајот воопшто не биле сослушани и немале право да ги дадат своите аргументи. Еден од аргументите кои фрла сомнежи дека процесот е монтиран, според Мицкоски е донесувањето на пресудата ден по завршните зборови. Нелогично бидејќи надлежните немале време ниту да ги прегледаат стенограмите од последното рочиште. Мојот став и понатаму е и родена сестра, ако се огреши пред законот, да одговара, но не преку политички монтирани процеси и октруирани партизирани обвинители и судии. Немам дилеми дека треба да има апсолутна правда, безусловно почитување на законите и уставот. Но сето тоа треба да биде низ правна процедура. Уште една нелогичност во судскиот процес е што се конфискува исклучиво објектот во сопственост на партијата, но не и земјиштето. Веднаш откако пресудата ќе стане правосилна и опозицијската партија писмено ќе ја добие, Мицкоски најави жалба до апелациониот суд и иако не верува дека второстепената пресуда би била поинаква, ќе одат до Страсбур. Ние на сето ова ќе вложиме жалба откако писмено ќе ја добиеме нормално пресудата пред апелациониот суд. Не очекуваме дека нешто може во ова партизирано и октруирано обвинителство и судство да се измени, но ние ќе ги искористиме сите правни механизми кои што ни стојат на располагање, а ќе разгледаме и опцијата да отвориме постапка и пред судот во Страсбур. И правдата ќе биде докажана. Скопскиот кривичен суд одлучи да се конфискува централниот штаб на ВМРО ДПМН, но и уште 20 партиски штабови низ државава. Адвокатката Ружица Николовска алармираше дека целта на судскиот процес била токму конфискација на имотот, а за да ја променат ваквата одлука ќе ги искористат сите правни можности. Она што беше симптоматично и за неа е што од завршните зборови на одбраната до донесувањето на пресудата не поминале ниту 12 часа. За случајот Талир 2, поранешниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски доби казна затвор од 6 години, а поранешниот генерален секретар Божиновски 2 години условна казна.